Добар ден, почитувани гледачи, стартуваме со уште едно издание на нашиот подкаст Универзум и денеска ќе зборуваме за една малку поинаква тема. Ќе зборуваме за културата, за уметноста. Со мојата денешна гостинка, која што е долгогодишна балерина, кореограф и балетски педагог, има импресивни достигнувања во балетската уметност. На мое големо задоволство во нашето студио денеска е Олга Панго. Ви благодарам што и покрај сите работни обврски најдовте време да дојдете малку и кај нас. Ви благодарам што ме поканивте. Чести задоволство ми е да бидам ваш гостин. Така, јас ќе секогаш во нашиот подкаст, бидејќи подкастот нели ни го гледаат претежно млади луѓе, студенти, почнуваме од почетоците. Знам дека е клише прашање, но од каде љубовта кон балетот? Љубовта кон балетот ми се роди уште од многу мали нозе. Јас мислам секогаш ја раскажувам мојата приказна, бидејќи навистина е интересна, да кажам, затоа што од дете имав некои своји ставови, своји бубачки, да кажам, во главата. Јас почнав во музичко училиште на мои 5 години и почнав да свирам инструмент, нели, клавир и солфеж. Меѓутоа некако не се наоѓав многу, бев многу талантирана, да кажам, за музика, со апсолутен слух и така натаму. И тоа почна во старото музичко училиште, уште мислам ова музичкиот центар Илија Николовски Луј не беше готов, значи се одминатиот век сум. И кога се направи центарот, нели, одев таму. По принцип на нижо музичко училиште се оди 2 пати неделно. Меѓутоа, мојата тогашна професорка Снежана Филиповска дојде во училиштето кај што учев во Јохан Хајнер Песалоци и праша кој сака да се запише на балет. А јас секогаш играв, мислам, мене тоа ми беше пасија и страст. На сите, да кажам, семени, дружби и така натаму, секогаш играв, им правев представа на луѓето. Или свирев клавир, нели, бидејќи тоа учев. Меѓутоа, по темперамент не сум човек кој што може да седи и, например, да вежба по 4-5 сата. Можам да вежбам 4-5 сата балет, можам да сум во балетска сала или на сцена, меѓутоа да седам во столче и да вежбам клавир не ми е, мислам, не сум тоа јас. И одлучив сама да одам на музичко училиште, без да кажам дома, без да ја кажам на мајка ми, и бидејќи балетското училиште е секој ден, мајка ми ме прашуваше што правиш ти, јас си кажував, вежбаме ти во 4 раце, треба да свириме, измислив нешто, нели? И викам, зашто вежбаш во училиште, зашто не вежбаш дома, имаш клавир? А викам, тоа мора, викам така, викам, ми треба уште еден во 4 раце. И седор не се јави мојата професорка по солфеж, тогашната Нада Гајич, таа прости сега, да каже дека јас воопшто не доаѓам на музичко училиште, дека ме нема, и мојот професор по клавир, Драги Апостолов. И после, мислам, кога се вратив од балет, мајка ми дома ме чекаше. Едно сериозно рибање и признам дека одам на балет, и пошто татко ми беше починат од претходно, вика, бе, како татко ти да знае? Викам, знаеш што, љубов ми е и тоа, и после, мислам, она свати дека ја сум талантирана за тоа и ме поддржа, да кажам, меѓутоа нижото музичко училиште го завршив исто така, паралелно со балетот и продолжив само со балет. Мислам, што е љубов, како да кажам, родена и, мислам, трае, дур сум жива, ќе трае. Така, по нижото музичко училиште, како продолжи понатаму образованието и на... Јас, колку што се подготував за ова интервју, прочитав дека вие високото образование го имате завршено надвор од Македонија. Така е. Значи, завршив, нели, основно образование, после тоа се запишав во средно балетско училиште. Имав обид да одам во Петербург, требаше таму да учам средно образование, меѓутоа се настана некоја компликација со документи, тогаш на Југославија беше уште. И така да, после долго малтретирање, одлучив, мислам, и јас и семејството мој, и мајка ми, да се вратам сепак во Скопје да продолжам. И кога завршив средно образование, се запослив веднаш во МНТ тогашен, 1990 година, сегашен НОБ, нели, Националната опера и балет. Една година паузирав од високо образование и бидејќи немаше по мојата струка образование тука,
А за да одам во Русија требаше да престанам да играм, да кажам, јас бев примена на ГИТИС. После средното образование, меѓутоа и тогашната моја професорка Елисавета Кушовска, голем прекрасен педагог, ми рече, знаеш, Оля, ти треба да си на сцена, ти не треба да се затвориш и после 4 години мислам да се бавиш само со педагогија. И ја послушав и навистина мислам тоа беше паметна одлука, бидејќи бев многу млада. Но се запишав паралелно на филолошкиот факултет и студирав 2 години компаративна книжевност. Така чувствував дека треба да се надоградам. Нешто ми велеше да не останам. Значи, пошто ние по принцип со средно образование, со полни 8 години образование балетско, значи толку ти треба за да знаеш да играш и да се надоградуваш во театар. Мислам, тоа е тоа, бидејќи нашиот век е доста краток, нели? Треба да почнеш да играш што помлад, тоа подобро. Меѓутоа, со моите обврски не можев да го продолжам тој факултет и во 2000 година решив да се запишам во Република Бугарија, на АМТИ, тоа е во Пловдив, Академија за музикално и танцово искуство, се вика, значи искуство и уметност, која што беше во соработка со Академија Ваганова и сите професори по главните предмети ни беа од Академија Ваганова. Практично, така да јас имам една диплома која што, мислам, е признаена сегде во Европа. И таму го завршив своето образование, 2005 магистрирав на истиот факултет, на истиот универзитет. И тоа е тоа. Во меѓувреме правев една балетска кариера, која што беше многу напорна, многу тешка, нели? Јас, мислам, го завршив моето играње како солистка, како прва солистка и понатаму со тоа што се едуцирав, 2005 година ја направив мојата прва целовечерна представа, тоа е Јас и Сидора, како магистарски труд и од тука натаму почнав да се развивам веќе поинаку. Тешко ли беше да се биде, да речам, вработен во Македонија, а да се студира во Софија или во Бугарија, се извинувам, или дали тоа одеше паралелно? Паралелно. Да. Паралелно одеше и фактички моите студии беа вонредни. Значи јас одев 3 пати годишно по 1 месец, такви беа студиите, мислам секогаш, бидејќи ние како група има доста мои колешки кои што завршија на истиот универзитет. Бевме поддржани од државата, мислам, тоа беше платена програма, нели? И Министерството за култура не поддржуваше како кадар кој што е потребен за оваа држава да се развие. Тогаш немаше катедри за балетска педагогија и кореографија во Македонија. И директорите во тоа време, мислам, помалку или повеќе сака или некија, мислам, ни даваа простор да одиме и да слушаме предавања и да даваме испити. Колку образованието ви помогна да си го трасирате тој професионален пат? Многу. Како да кажам, јас мислам дека созреав на еден поинаков начин. И за мене до ден денеска јас често одам во Пловдив, работам и во операта и балетот и во драматичниот театар во Пловдив. Јас имам посебна љубов према тој град, затоа што образованието кое што сум го добила таму и кое што ми го дале, без разлика, мислам, дали е тоа, нели, Бугарскиот универзитет на кој што предавале руси, е со непроценлива вредност. Јас пораснав како уметник, пораснав како балерина, како поинаку почнав да го разбирам балетот, бидејќи до тој момент се разбира, мислам, ти кога учиш академија, учиш една методика, начин на како се прават движењата, начин на како треба да се предава и така натаму. Мислам, има многу фази, тоа е 5 годишна програма, мислам, не е воопшто малку. Го разбрав балетот од една друга страна. И сметам дека тоа беше многу плодно за мене и како играч. Јас и како играч, тоа што го учев, го имплементирав на себе си и станав подобра балерина. Бев подобра и на сцената и секако, мислам, почнав да ги разбирам работите од еден друг аспект. Така, ние како гледачи, кога ќе одиме во опера, балетот секако ни изгледа една многу грациозна игра и таква е, патем. Меѓутоа, бара многу голема жртва од
од балерините, од балетаните, нели, од сите оние кои што ги изведуваат тие дела пред публиката. Од денешна перспектива, сметате ли дека бараше жртва и од вас за да стигнете тука кај што сте и со какви предизвици се соочувавте по тој професионален пат? Јас мислам како и секоја професија дека жртва мораш да дадеш некаква. Мислам, тоа не е жртва, тоа е љубов. Значи, балетот се сака. Ако вистински ја сакаш оваа професија, мислам, навистина е тешко. Навистина имаш многу одрекувања, има многу падови, па треба да се дигнеш, да станеш и да продолжиш. Мислам, не е едноставно, генерално во уметноста не е едноставно, меѓутоа балетот бара огромна дисциплина и тоа е тоа. Јас сум научена од дете, јас од моја 8 годишна возраст, 8,5 години имав кога ги направив првите чекори, да кажам, во балетското училиште, сум научена да сум страшно дисциплинирана и ние сме како војници. Разбирате, мене до ден денес, мислам сега веќе колку години имам, не ми е тешко, таа дисциплина ми е, како да кажам, е нешто што се вроди во мене и тоа мора да е така. Поинаку не може, значи балетот бара многу дисциплина. Многу дисциплина, посветеност и меѓутоа ако има љубов нема проблем. Колку балетот вас ве обликуваше како личност, вашите животни навики, работните етики? Се разбира точно тоа што го кажав прво, значи направи од мене, мислам, не можам да кажам војник во позитивна смисла, значи да сум страшно дисциплинирана. Без разлика, нели, на сите фази во животот, нели, што ги поминува едно дете, па после си, нели, адолесцент, па не знам, имаш вака, така, онака, падови, љубови, не знам, едно друго. Балетот бил тој преку што јас сум се прочистувала секогаш. Значи, катарзично делувало на мене. И мислам, секогаш професијата е таа што, како да кажам, и ментално ме спасува и секако работата и начинот на кој што живеам. Многу е особен. Сметам дека е, мислам, тешко. Не можам да кажам тешко, меѓутоа доста е специфично да се живее, да кажам, со човек како мене или човек од мојата професија. Мислам, јас сум многу отсутна од дома, многу патувам сега во овој период. Та претходно исто сум била отсутна, мислам, сум била во Скопје, мислам, по цел ден сме имале проби, па ако работиш некој друг проект, па идеш од ваму, таму, ностоп по проби се шеташ. Представи навечер до доцна, па сакаш да си останеш со колегите и така натаму. Мислам, за обичните луѓе сега не сакам да потценам никого, пошто, значи, ние уметниците сме една друга категорија. Е малку потешко да се разбере и да се свати. Доколку не си обичен минувач во професијата. Јас имам колеги кои што си доаѓаат на работа од 10 до 3, си одат дома, со семејствата и така натаму, мислам, не е посветеност тоа, како и во секоја една професија, мислам. Не е тоа исклучок дека балетот сега е точно тоа, меѓутоа за себе си можам да кажам дека јас својот живот сум го посветила на професијата, да кажам. Сам се разбирам, јас имам семејство, имам прекрасен син кој има 20 години веќе. Но и поддршката што ми ја дала. Мислам, и семејството пред се мајка ми, потоа и супругот и така натаму. Мислам, по однос на тоа јас да се развивам во ова што сум стигнала денеска. Поддршката е секогаш најважна. Многу важна. Да, како балерина, како балетски кореограф сте настапувале, мислам, сте настапувале надвор од Македонија во многу земји. Вака, од ваша перспектива, колку балетската уметност е валоризирана кај нас, кога ќе споредите како е тоа во другите земји? Сега, како и се, Македонија е таму каде што е, и искрено, да ви кажам, мене ми е, мислам, јас своите квалитети ги знам, меѓутоа, во CV-то, нели, секогаш пишуваш од каде си, од каде потекнуваш, без разлика, јас сум била 8,5 години, да кажам, на позиција уметнички директор на националниот балет во Скопје, во Македонија и се. Се е тоа супер и плюс и моето искуство и се што сум направила, меѓутоа доаѓаме од една многу мала земја каде што сето тоа е многу тешко да се пробие, да кажам, на запад. Мислам,
каде е Македонија и што ние правиме. Имаме доста уметници и да кажам доста луѓе кои што се дисперзирани нели по Европа и по светот. Меѓутоа малку е тешко да се продадеш. Знаете како? Балетот е таму каде што е. Јас не можам сега да кажам, јас посебено откако престанав со мојата функција и позиција на уметнички директор, почнав многу да патувам и да работам надвор од државата. И гледам доста, како да кажам, доста недостатоци, доста работи на кои што треба да се работи за да се приближиме на некои европски нормативи. Сега новото раководство ја гледам дека доста патуваат, одат на турнеи, што не е лошо, меѓутоа секогаш треба државата, ние сме национален балет, треба државата да не поддржи ова скапа професија. За да се направи една представа, на вистина треба многу пари. И сега, ако правиме едно голямо дело, капитално дело, каде што има многу луѓе, каде што има, не знам, 50-60 уметници на сцена, на вистина тоа се костими, тоа е сцена, тоа е плаќање на кореографија. Мислам, милион други работи во ова време, тоа на вистина кошта пари. Колку сте задоволни, да речам, од интересот на македонската публика кон уметноста, еве, да има интерес. Има интерес. Има, можам да кажам дека во последниве години има представи кои што прекрасно ни се продавале, има представи, да кажам, кои што се помодерни, кои што малку помалку се продавале, меѓутоа треба да се едуцира публиката. Треба да се играат повеќе представи. Треба балетот да е повеќе застапен сегде. Сметам дека во моментов многу малку се игра и многу малку представи имаме. Повеќе се ориентирани на турнеи и така натаму, меѓутоа треба да се едуцира публиката. Гледам дека има голем интерес, многу мали деца, девојчиња повеќе се разбира, се запишуваат во балетското училиште, бидејќи јас предавам таму во средното училиште исто така. Гледам дека има интерес. Има ли таленти помеѓу нив? Па има доста сега во средното училиште, има доста талентирани деца кои што на вистина се надевам дека ќе бидат ете иднината на македонскиот балет. Така и морам да прашам како една професионална балерина го поминува слободното време, дали е тоа сепак нешто во уметноста уживате или имате интереси, да речам, и надвор од уметноста? Па се разбира дека имам интереси надвор од уметноста, сакам да прошатам, сакам да одам со пријатели, другари на ручек, на кафе, се разбира, малце нели да се тргнам од светот на театарот. Кога сум дома, се случува некогаш да имам време да прочитам книга, тоа обично кога патувам. Кога патувам, имам повеќе време, да кажам, во Скопје, нели, со домашни обврски со едно со друго, сепак немам многу време за себе си, ама како да ви кажам, животот мој е тоа. Животот мој е тоа и јас сум среќна со тоа што сум. Така и сега, покрај другото, вие сте и долгогодишен пријател и соработник на нашиот Универзитет Скопје. Универзитет Скопје, слободно можам да кажам, без лажна скромност, дека е еден од подобрите приватни универзитети кој што нуди разни програми за студирање и она на кое што пред се фокусира е практичната настава која што им е многу важна на младите. Како почна вашата соработка со Универзитет Скопје и еве колку сте задоволни од тоа како досега се одвиваат работите? Значи јас имам насмевка на лицето дека секогаш кога ќе слушнам Универзитет Скопје или поранешен УТМС, да кажам, на вистина мислам чувствувам една пријатност во себе и една љубов, мислам, кон луѓето и кон сето тоа што е Универзитетот Скопје. Значи, пред многу години беше тоа, 2011, Универзитетот славеше 5 години, така 2006 се отворени, 2011 ректорот на Универзитетот Аце Миленковски дојде во нашата куќа преку не знам кого, не се сеќавам точно, и бара да им се направи балетска представа, нешто што е да се прослави, тие секогаш нели
го рентаат просторот во театар за да направат годишна прослава за универзитетот. И некако во неврзан муабет, тогашниот директор беше Горан Божинов на балетот. Ме праша: Оле, сакаш ли да го работиш ова, да видиме, да се запознаеме со луѓето со едно со друго. И така, често одевме во универзитетот на консултации, така натаму, и се роди представата Simply the Best, која што е представа од некои 35 минути, мислам, која што ја создадов јас точно ја направив за универзитетот, мислам, од приказна до музика, до кореографија и така натаму, и живее до ден денеска. Така. И многу сум му благодарна на господинот Аце Меленковски, на ректорот, за довербата што ми ја даде и што ми ја дава секоја година, и за исклучителниот однос и почитување и сето она што го има кон мене, бидејќи мислам тоа ја направи, да кажам, нашата релација да бидеме трајно пријатели на едно високо ниво и соработници. Така, дел од тоа можеме да видиме и на видеобимот што оди позади. Така. Тоа се годишните настани за доделување на дипломи на магистри, дипломци до дипломци. Така. Таму сме ја гледале сите таа представа кои што сме биле дел, нели, од тој настан. Така. И за крај едно прашање морам, нели, тоа ни е стандардно прашање за сите соговорници. Бидејќи овој подкаст го гледаат млади луѓе, што ќе им препорачате на младите? Како правилно да го одберат она што ќе го студираат за во иднина да ја работат работата со љубов, како што вие го правите тоа? Знаете како, јас, например, од малино знаев дека ќе сум балерина и тоа беше, мислам, мојот позив и на 100% бев сигурна во тоа и не можеше никој да ме предомисли во тоа. Меѓутоа, не е така со денешниве млади, јас гледам со детето мое. Тие, да кажам, после средното образование се како подизгубени. Не знаат кај да одат, што да прават. Значи, секогаш треба да го бираат најдоброто за себе. Треба да видат каде ќе просперираат во животот и сепак тоа што го прават треба да го сакаат. Мислам да не е, како да кажам, амбиција и љубов на родителот или на не знам што. Треба точно да одберат пат по кој што ќе одат и по кој што ќе бидат сигурни во тоа. Јас не викам дека можеш така едно да тргнеш и да сакаш па да се предомислиш. И тоа се случува. Меѓутоа да го прават тоа што го сакаат, тоа е најважно. И да го работат тоа што го сакаат, затоа што само така има успех. Ако работиш нешто што не сакаш и што те обременува во животот, не можеш да имаш успех никогаш. Така ви благодарам што ја споделивте вашата приказна со нашите гледачи и што одвоивте време и покрај вашите работни обврски да дојдете барем на кратко во нашето студио. Ви благодарам на поканата. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и денеска го следевте нашиот подкаст со внимание.